Нови бројки на сомнителни случаи на туберкулоза. Околу 60 на возрастни лица го чекаат својот термин за преглед и испитувања дали се носители на оваа заразна болест. Сите се поврзани со заболените во прифатниот центар во Избегово. Според докторите од Институтот за Тебец, нема простор за паник. Доктор Каролина Пиловск за Алфа вели дека со препораките дадени од СЗО до диагноза се доаѓа брзо, дури за помалку од 24 часа, а лекувањето одело етапно, но ефикасно. Те уште не се дојдени сите и треба сукцесивно да доаѓаат, договорени се термини за прегледи за контроли тука во институцијава. Да, па од прилика се работи за некаде околу 60 на сомнителни, кои што треба да доаѓаат по 10 души во денот, за да може да се заврши тоа за 10 на дена, да може да бидат прегледани сите. За разлика од возрастните, за децата резултатите се чекаат и до 72 часа со така наречениот манту тест за туберкулоза. Во Козле чекаат испитувања за туберкулоза околу 22 деца. Дали зголемувањето на заболени од туберкулоза се должи на ковид пандемијата? Според докторите тоа има голема поврзаност, бидејќи станува збор за белодробно заболување. Постојат студии кои укажуваат дека кај пациентите со пулмонални секвели, предизвикани од COVID-19, се зголемува ризикот од активирање на туберкулозна инфекција. А COVID-19 доведува до промени во имуниот одговор на човекот и овие промени понатака може да влијаат на диагнозата и менаџирањето на латентна туберкулозна инфекција. Инаку од туберкулоза, неодамна почина 9-месечно бебе кое беше хоспитализирано на детска клиника и беше на механичка вентилација. За овој случај се крена прашина во јавноста, бидејќи имало 9 месеци, а тежело само 3 килограми, но надлежните констатираа дека не потекнувало од социјално семејство.